Значи денеска согласно член 273 став 3 и член 274 став 1 од Законот за кривична постапка поднесов кривична пријава против Оливер Дерковски како председател на Државната изборна комисија и против сите членови на Државната изборна комисија поради основано сомневање за постоење на дека пријавените сториле кривични дела согласно член 178 од Изборниот законник. Тоа е повреда и злоупотреба на избирачкото право, повреда на слободата на определувањето на избирачите и извршена измама, кои што пак се казниви според член 160 став 2, член 164 став 2 и член 165 од Кривичниот законник. Значи се работи за тоа дека коалицијата Никоја Северна Само Македонија е коалиција составена од повеќе политички субјекти и како таква е прифатена од страна, како таква со назив на самата коалиција е поднесена листата на кандидати во сите 6 изборни единици, меѓутоа и како таква е прифатена од страна на Државната изборна комисија. Од друга страна, на 65-та седница на Државната изборна комисија, со одлука на самата комисија, прифатено да настапи на овие избори коалицијата Никога Северна Само Македонија. Исто така е извршено жребање на кој што јасно е констатирано, тоа може да го видите и од документите, дека се работи за коалиција Никога Северна Само Македонија, која што настапува под бројот 11 на гласачкото ливче. Меѓутоа, за жал и на општо изненадување на сите наши гласачи и симпатизери и јавноста, на гласачкото ливче воопшто го нема името на коалицијата Никога Северна Само Македонија, која што по тоа име го поднесла, по тоа име го примиле и по тоа име е прифатено настапот на оваа коалиција на изборите. Со тоа сметаме дека е направена класична злоупотреба на службената позиција, односно можеме слободно да кажеме дека сторителите на овие кривични дела, поточно председателот и сите членови на изборната комисија, сториле стек на кривични дела, односно направена е свесно измама на избирачите и истите се доведени во заблуда и се оневозможени да го остварат своето право на глас за коалицијата. За коалицијата Никога Северна Само Македонија. Односно свесно е сторена повреда и злоупотреба на избирачкото право и повреда на слободата на определувањето на избирачите, казниви според одредбите од Кривичниот законник, член 160 став 2, 164 став 2 и членот 165. Посебно сакам да кажам дека целокупната кампања на оваа коалиција е водено под ова име. Граѓаните веќе го препознаваат и го препознаваат тоа име и кога доаѓаат на гласачкото ливче едноставно се фрапирани дека името на коалицијата го нема, а само стои име кое што е воопшто не е доставено од страна на самата коалиција, односно се работи само за еден субјект од коалицијата. Членовите на Државната изборна комисија можат да се повикуваат на член 60 став 6 од Изборниот законник, меѓутоа сакам да укажам дека ние тогаш не би реагирале под услов да тој не бил селективно применет. Односно, ако членот 60 став 6 важи за сите субјекти во политичкиот процес, тогаш се прашуваме како коалицијата Можеме, која што е пријавена под тоа име, а од субјект СДСМ и неговите коалициони партнери, настапува под име коалиција Можеме, како коалицијата Обнова од подносителот ВМРО, ДПМН и други субјекти, настапува под коалиција Обнова, а само коалицијата Никога Северна Само Македонија, која што е пријавена, прифатена од страна на самата комисија, едноставно нејзиното име е заменето и можам да кажам дека ние едноставно сме застапени на гласачкото ливче под едно друго име кое што е несвојствено за една демократски изборни процеси. Со тоа е свесно направени не само овие сериозни кривични дела за кои што следуваат сериозни и тешки санкции, направена е и голема материјална и нематеријална штета на самата коалиција, на субјектите на коалиција и сигурно по пресудата која што ќе следи од страна по поклонувањето на обвинението и сигурни сме пресудата која што ќе следи од страна на надлежниот суд, ќе поведеме и постапка за надомек за материјална и нематеријална штета.